Дневник на Канал Плюс телевизија. Добро вечер. Да ги проследиме настаните на денот, веднаш по кратката најава за дел од вестите. Од денес посебниот додаток за децата со пречки во развојот од материјално необезбедените семејства се зголеми за 25%. Наскоро државата со грант ќе го помага самовработувањето на лица со инвалидност. Привршуваат градежните активности во Домот за стари лица во Штип. До крајот на годината објектот кој го гради Штипското здружение на пензионерите треба да стане дом на околу 100 лица. Семејството на Верица и Јонче Митевски од Карбинци бара помош за лекување на ќерката. Апелираа до општината и хуманите луѓе да им помогнат во овие тешки моменти. Од денес посебен додаток за децата со пречки во развојот од материјално необезбедените семејства се зголеми за 25%. Председателите на националните сојузи на слепите лица, лица со телесен инвалидитет и на глуви и наглуви лица го поздравија ова зголемување и соработка со Министерството за труд и социјална политика. Денес се реализираше уште едно ветување на владата на Република Македонија, се реализираше уште еден проект кој што е дел од програмата на владата, односно се зголеми посебниот додаток за децата со пречки во развојот од материјално необезбедените семејства за 25%. Денес околу 1030 родители на своите сметки добија зголемен посебен додаток за цели 25%. Како влада овој проект го ветивме и веќе го реализираме. Средствата кои што се обезбедени се во износ од 18,5 милиони денари за реализација на ова зголемување за период од една година и позитивно е да се истакне што континуирано сите родители на деца со пречки во развојот кои што се во потешка материјална состојба во наредниот период ќе добиваат зголемен паричен надоместок за цели 25%. Осигурителните компании од денес може да продаваат зелен картон со важност од 1 месец, објави Националното биро за осигурување. Собствениците на моторни возила кои ќе патуваат во странство може да купат едномесечен зелен картон за патнички возила до 66 киловати по цена од 30 евра, а тие што имаат патнички возила над 66 киловати, зелениот картон чини 50 евра. Во завршна фаза се градежните работи на Домот за стари лица во Штип. Се поставува последната плоча, наскоро ќе се постави и кровот, после што ќе се оформат просториите кои до крајот на годината треба да ги користат стотина пензионери. Интензивно се работи на изградба на Домот за стари лица во Штип. Изградбата на пензионерски или дом за стари лица ќе има регионален карактер. Околу 100 пензионери ќе ги имаат сите услови за живење и лекарска грижа. Толку се активиравме на тоа да во Сдруженијето направивме многу активности. Комплетно Сдруженијето го разработиме, бидејќи беше во една помирна фаза и каде пензионерите немаа ги тие услови што сега ги имат во последните години. Општина Штип се вклучи во овој проект со преотстапување на објектот, кој сега се надградува со инфраструктурно уредување и ослободување од комунали. Ние имаме добра соработка со локалната самоуправа и градоначалникот. Он стои секогаш и за нас, ако нешто треба да се помогне, да се побудна работа да тргнат подобро. Имаме го добиено местото, ресторанто, тој беше воен ресторант. Инвестицијата ние имаме одвоено 35 милиона денара за објектот да го градиме. Ќе бидат сместени околу 100 пензионери. 100 пензионери и сите мислиме дека оваа локација многу добра, многу убаво одговара, бидејќи луѓето тука ќе се шетат и сега пензионерите сите доаѓаат, шетат се до тука и се враќаат назад. Обикајано е од граничалникот дека патот ќе биде направен, ќе има патека по која пензионерите ќе се движат и мислам дека тоа ќе се оствари, бидејќи има разбирање со локалната самоуправа и со граничалник. Домот за стари лица ќе биде комплетен со капацитет за 100 пензионери. Во него ќе има голем ресторан, кујна, клуб за пензионерски игри, ќе имаат медицински сестри и лекари кои ќе се грижат за нивното здравје. Условите и желбата на пензионерите полека се исполнуваат. Да имат услови, да бидат сместувани,
бидејќи многу луѓе доаѓаат сега, питуваат, ајде бидели скоро дома, сакат да излезат, имат притисок у семејствата, нели, каде што се помали станови, на 2-3 генерации се соберат заедно и е многу тешко и тие барат да се сместуват што побрзо да можеме да направиме дом. Треба на Штип за стари лица дом, а то не е само Штип, него и у цел свет стари се приберени у домови и Германија, и Франција, Италија, и сите се ги прибрали старци там да живее. Има стари што се без фамилија, без деца, бегани на работа и нема кој да ги чува и некој мора да ги поддржава старите. Се предвидува до крајот на годината пензионерите од Штип и регионот да добијат дом за стари лица. Средствата за изградба се од Сдруженијето на пензионери. Лицата згрижени во дневниот центар во Виница не се заборавени од своите сограѓани. Донациите и помошта се раритет, но ги имало и ке ги има. Виничанецот од Швајцарија Игор Атанасовски има возможи екскурзија во Охрид на лицата згрижени во дневниот центар во Виница. Ретки, но се уште ги има. Луѓето за кои насмевката и радоста на лицата чија неизвестна судбина нема крај е мотив да помагаат и донираат без некој да забележи. Виничкиот гастербајтер Игор Анастасовски, кој живее и работи во Швајцарија, само иницијативно има возможи неколкудневна екскурзија во Охрид на лицата згрижени во дневниот центар во Виница. Во услови кога помошта и спонзорствата за овие лица се раритет, задоволството не го крија ниту надлежните, ниту згрижените. Беа супер возбудени, супер забавно си поминаа, затоа што можем слободно да кажем дека 90% од нив нема видено езеро, никош нема отидено на одмор, на зимување, така што тоа беше, супер доживување. Од оваа година за прв пат напишавме проект до Ротари клубот, кој што склучивме договор за една година да реализираме 4 еднодневни екскурзии, од кои што досега реализиравме една во Зоолошката градина во Скопје и сега наред се наредните 3, па ова ни е втора, Прв пат беше многу и многу ми се допадна. Беше многу лудо заборавно. Дневниот центар во Виница постои цели 8 години и во него континуиран престој имаат околу 15 на лица на возраст од 5 до 37 години, со адекватни услови за сите неопходни активности. Секоја надворешна акција за овие лица кои тука почнаа да го сознаваат светот и средината во која живеат е добре дојдена и е чекор напред неопходен и во поддршката за нивната фамилија. Поентата на дневните центри најмногу е се што може да се случи надвор од дневните центри, заради тоа што тие лица се постојано затворени дома, во нивните доми. Со отварањето на дневните центри, тие излегуваат од дома, ја менат атмосферата, што е добро. Но ако ги земеме од дома и ги затвориме во дневниот центар, не сме направиле кој знае колку. Инаку во текот на оваа недела, дел од згрижените во центарот се вклучени во заеднички активности со Музеот Теракота во проектот Керамички работилници, а денес се во посета на Лесновскиот манастир и стари работилници во Злетово, каде се уште се негува овој занает. Семејството на Верица и Јонче Митевски од Карбинци живее на работ на екзистенцијата. Како корисници на социјална помош не може да ја обезбедат лекови на својата ќерка која пати од псоријаза. Митевски бараат помош од општина Карбинци и од сите хумани луѓе во регионот. Животот на Верица и Јонче Митевски кои живеат од социјална помош во мизерни услови на периферијата на Карбинци им стана уште потежок откако нивната малолетна ќерка Бисера заболе од псоријаза. Не може да ја понесе болеста, фаќа паника, фаќа нервоза, лекови не ми дават без пари. Докторката онај пати рекол, вика од 3 маза, повише не смеам да ти пишам, фонту ги карал тамока. А она со 3 маза ништо не прави. Неволите обично доаѓаат заедно, па освен проблеми со здравието, ова семејство проблеми има и со сиромаштијата, односно безпарицата. На ја треба за лекување пари, да има средно социјално не ми стигнува, дали да земам брашно, вода, струја ми искината, отпис на долгови што ги дадеа, но се тамака не признават ли шо ли е работа, моментално земам од брат ми струја, не крием. Секој ден е на лекарство, денес како се измие, мора да намачка, ако не се намачка, ништо не бива. И готово, почне да се чеша, да вика, да црка, дига паника што нема дека. Митевски од Карбинци живеат во трошната куќа во 2 простории кои се распаѓаат.
Немаат никаков имот, поради што не можат да остварат дополнителни средства за ублажување на социјалната беда во која се наоѓаат. Бараат еднократна парична помош. Потражимо од Карбинци, потражимо еднократна помош, ако може да ми помогне за лековите да ги обезбедам. Лекови не може. Не можам, нема шанси, ако ги немам лековите, но и на оваа болест нервоза не треба, стрес многу не треба. Но без помош од страна, нивната состојба тешко дека ќе се промени. Ние тражиме помош од неа, ако има некој за неа, било од доктор или било од социјално граѓани, да и се помогне на неа. Она е више 20 години. Она е више 20 години, до сега ја што сам ме лечил на тоа социјално. Родителите на Бисера се надеваат на хуманите луѓе. Им треба многу малку за да бидат повторно среќни. Рамазан, еден од 5 столбови на исламот. Верниците го слават Рамазан 30 дена, време во кое постат се воздржуваат од храна, од пијалоци, од лоши мисли и дела. Исламот го пропишува постот со цел воспоставување на еднаквост помеѓу луѓето, со одбивање на храна, пијалоци и телесни задоволства. Постот трае од зората па се до заоѓањето на сунцето. Се пости околу 17 часа и при тоа не се конзумира дури ни капка вода. Честитка по повод празникот упати муфтија. Користим приликата да ви го честитам постот на Рамазан на сите машки, женски, жени, деца, на тие што постат и на тие што не можат да постат. Ние сега скоро 17 и повеќе сати ни јадеме, ни пиеме и чувствуваме на тие што немат вода негде и тешко доаѓа до тоа. Чувствуваме на тие што се по пати, војни, сиромашни, невработени. Колку они имат мака со тоа сиромаштија, значи луѓето до негде ќе се навикнуваат, више да не бидат како беа пред Рамазан, да дават, да помагат, макар една чаша вода да некој да му дава, макар една чаша млеко да му дава и да се чисти организмот, душата и мислите на луѓето. Законот за заштита на животната средина од бука беше тема на состанокот на Советодавната граѓанска група во Делчево. Целна група беа угостителите. Од инспекторатот вела дека сите поплаки за бучавост на граѓаните се решаваат со предупредување. Во последните неколку години не е изречена ниту една казна по основ на овој закон. Советодавната група на граѓани во Делчево ги собра на едно место угостителите од градот. На новиот состанок кој се одржа во салата на полициската станица, угостителите добија инструкции од полицијата и инспекторатот како да не го прекршуваат законот за заштита на животната средина од бучавост. Во основа го третира проблемот на вознемирување на граѓаните од бучавост создадена од граѓаните и од апарати и техника со која работат индустријските капацитети, производствените капацитети, угостителските и слично. Прекршителот на законот се повикува на едукација, да му се укаже, тоа е превентивна мерка, да ја смали бучавоста во границите дозволени, а ако не постапи, потоа се врши мерење со апарат фонометар и во зависност од прекршокот казните се 150 евра за физичко лице и одговорно лице во правното лице до 3000 евра за правното лице. Инспекторот заедно со полицијата на поплаки од граѓаните досега реагирале на неколку локации за бучавост од угостителските објекти, но и за бучавост направена од самите граѓани. Но проблемите се решени со предупредување, односно во последните години нема изречено санкции по законот за бучавост. Обично има жалба од граѓани, најмногу на угостителски објекти кои работат кои прекорачуваат времето на работа. До сега казни не се изречени, кај нас имаме вршено мерење на еден мал капацитет во населбата Милково Брдо и во проблемите кои пред некоја година беа со џамискиот одбор, односно со повикувањето на молитва на верниците од исламска вероисповест, меѓутоа се најде заедничко решение.
Советодавната група на граѓани е тело кое во соработка со општинските институции во Делчево одржува редовни состаноци каде се разгледуваат проблеми кои ги засегаат самите граѓани. Советодавната група на граѓани е поддржана од мисијата на ОПСЕ. Два проекта вредни близу 2 милиони евра договори општина Кочани во само 2 дена. Придобивките за граѓаните се повеќекратни и долгорочни. Годинава со само еден проект граѓаните на Кочани и Оризари ќе добијат 4 километри асфалтирани и комплетно уредени улици, а со друг проект ќе ја почествуваат привилегијата за најдобро осветлен град во државата. За 2 дена градоначалникот Радко Димитровски потпиша 2 исклучително вредни договори кои суштински ќе ги променат состојбите во овие 2 инфраструктурни проекта. Нивната вредност која изнесува близу 2 милиони евра сама по себе зборува колку се значајни, особено ако се има во предвид долгорочноста и придобивките на граѓаните од аспект на подобрување на квалитетот на животот. Со договорот за изградба и асфалтирање на 10 улици вреден 1 милион евра, стотици семејства во Кочани и во Оризари конечно ќе го решат веројатно најголемиот нивни проблем, да не газат кал и прашина и да не ги кршат автомобилите по нерамните земјени патишта, туку да се движат по модерни сообраќајници со комплетно решена инфраструктура. На асфалтот ќе му се израдуваат жителите на улиците Орце Николов, Февруарски поход, Ѓорче Петров, 13-та македонска бригада, Димитар Лазаров, македонска разлевечка востание и 15-ти македонски корпус, Пиринска 554 во Прокарка и Јанка Стојменова во Оризари. Па едно 35 години. Асфалт? Никако. Немате видено? Никако нема видено. Вода дојде, однесе, не може да се одбранеме под улицата, што сме, не може сите да бидат на центар или над улицата. Едни мора, едни оздоле, едни одозгоре. Вториот договор тежок 53,5 милиони денари значи комплетна замена на 3125 сијалични места со лед светилки, кои ќе значат крај за темните улици и за 65% помали издатоци за потрошена електрична енергија годишно. Или пресметено од сегашните 220.000 евра, кои на годишно ниво му се плаќаат на Евана за струја за улично осветлување, по замената на светилките, овој трошок ќе биде преполовен и ќе изнесува околу 100.000 евра. Кога кон тоа ќе се додадат и намалените трошоци за одржување на осветлувањето, ќе се добие уште поголема вкупна заштеда. Поради сите овие аргументи, стручњаците велат дека овие две инвестиции се вложување во иднината на градот и на граѓаните. Овие два проекти ќе се реализират до крајот на оваа година. Асфалтирањето на улиците кој ќе започне негде за 10 дена, ќе биде воведена фирмата Евролинк од Гевгелија, ќе биде воведена во работа и ќе отпочне со градежните работи за асфалтирање на улиците. Двата крупни проекти инаку се недообразуваат на претходно реализираните со замена на водоводни цевки, изградба на атмосферска канализација и решавањето на повеќе други прашања кои значат континуирано менување на ликот на Кочани и населените места во склад со европските стандарди. Денес матурантите го полагаа последниот од екстерните матурски испити. Полагањето помина во најдобар ред. Од понеделник средните училишта ги отвараат вратите за новите средношколци. Матурантите денес го полагаа последниот екстерен тест од државната матура. Полагањата завршија со изборен предмет меѓу физика, хемија, биологија, бизнис, историја, филозофија и естетика. Полагањето како и досега успешно се реализираше. Започна навреме и помина без никакви проблеми. Денес кај нас матурантите полагаат естетика. Бројката која што требаше да полагат беше 63, меѓутоа тројца има отсутни, значи полагаат 60. Отсутните се од оправдана причина? Од оправдани причини. Се тече во најдобар ред, наблюдувачот, тестаторите си беа навреме, тестовите поделени навреме и државната матура си започна навреме. Имаме 8 ученика кои полагаат државна матура, двата ги положија, двата полагаа, денес е последниот ден бизнис. Така да сите се на број, дојдени на време, започната на време и еве испитот е во тек. Се тече во најдобар ред? Се тече во најдобар ред, се е под контрола, има наблюдувачи, има тестатори и резервни. Државната матура годинава се спроведува по 8 пат. Прелиминарните резултати ќе бидат објавени за 30 дена, а незадоволните матуранти имаат право на приговор кој ќе ги чини 1000 денари. Инаку досега државниот испитен центар ги објави само оценките од екстерното тестирање за полуматурантите, кои веќе од понеделник ќе може да се запишуваат во средните училишта. Резултатите од екстерното тестирање за пониските одделенија ќе бидат објавени следната недела.
Фатен е тинејџерот од Штип кој на дрзок начин пред неколку дена изврши кражба од тројца граѓани. На две лица од вратот им скинал и одзел златни ланчиња, а на третото лице од џепна кошула одзел 6600 денари. Се работи за сторител познат на полицијата. 19 годишно лице од Штип на дрзок начин извршил 3 тешки кражби на територијата на општина Штип, при што на две лица на дрзок начин од вратот со теглење и ги скинал златните ланчиња, а на третото лице му украл 6000 денари. Секторот за внатрешни работи Штип до основното јавно обвинителство Штип поднесе кривична пријава против 19 годишно лице од Штип поради постоење основано сомнение дека сторил 3 кривични дела тешка кражба на дрзок начин. Пријавениот на 10, 12 и 13 јуни годинава со намера за себе да прибави противправна имотна корист на 3 локации во Штип извршил тешка кражба на особено дрзок начин, при што на две лица од вратот со теглење им скинал и одзел 2 златни ланчиња, додека на трето лице од џебот од кошулата му одзел околу 6000 денари. Лицето е познато на службата за сторени вакви и слични кривични дела и против истиот досега од страна на секторот за внатрешни работи Штип се поднесувани неколку кривични пријави до основното јавно обвинителство. Од СВР Штип апелираат на поголема внимателност, посебно во ноќните часови и на места каде што нема голема раздвиженост. Обилна понуда и пад на цените и понатаму се актуелни во трговијата со сезонски плодови. На градскиот пазар во Штип доминира понудата на зеленчук, чии цени се далеку пониски од оние на сезонското овошје. Денешниот пазарен ден во Штип помина во знакот на зголемена побарувачка на сезонските видови овошје и зеленчук. Задоволни по завршувањето на пазарувањето беа пред се потрошувачите. Не е скапо, ама сега блаќо пипер по 50, а лутје по 30. Јас си купи праски, крспавички, патлиџани, зелчичка, од се по нешто. Но задоволни раците ги трие и производителите, односно трговците. Патлиџано е пониска цена и се зима и краставичка. Пиперот е поскап, 40 до 50 денари спрема пиперо. Па добра е потрошувачката, спрема дат у месеца, добра е потрошувачката. Има потрошувачка денеска, да речеме, за овошето. Праската е цената 40 денари, 35 денара и 25 денара имаме. Бананата е 70 денара, патлиџано е 30 денари и розови е 50, пиперот е 50 денари. Па моментално праска се троши повеќе, срешата и кај си имаме исто убави. Градскиот пазар во Штип денес беше збогатен и со разни видови овошје, чии созревање е во овој период, како што се праските, вишните и кајсиите. Кубанскиот државен телекомуникацијски оператор Етакса објави дека од јули ќе отвори 35 зони за платен бежичен интернет, достапен за граѓаните. Такво нешто ќе се случи за прв пат во таа држава, каде пристапот до интернет е целосно контролиран. Тајландските здравствени власти соопштија дека во Банкок е хоспитализиран 75 годишен државјанин на Оман, кој во понеделникот допатувал во земјата за да се лечи од болеста на срцето, за кого е утврдено дека е инфициран од опасниот вирус МЕРС. Веднаш по потврдувањето на дијагнозата дека пациентот е заразен со вирусот МЕРС, кај нас познати како Нилска треска, изолирани се 59 лица од аеродромот и хотелот во Банкок, кои имале директен контакт со заболениот. Осомничениот за убиството на 9 лица во Осториската црква во Чарлстон, во американската сојузна држава Јужна Каролина, е опсен денеска од полицијата. Дилан Сторм, 21 годишен, беше пронеден и задржан од полицијата во градот Селби, во оваа сојузна држава, 13 часови по пукутниците во црквата. Во првата реакција на полицијата се вели дека опсениот убиец присуствувал на еден состанок на кој се изучувала Библијата пред да влезе во црквата и да почне да пука.
Агенцијата за млади и спорт и оваа година ќе ја додели стипендијата Спортска надеж за 500 млади талентирани спортисти кои остваруваат резултати на државни меѓународни надпревари и за спортисти кои учествуваат во олимписки и параолимписки спортови. Категоријата спортист Спортска надеж се доделува на спортисти во индивидуални и колективни спортови врз основа на остварени спортски резултати и врз основа на подготвена ранг листа на најуспешни млади спортисти до 20 години од соодветниот спорт, доставена од страна на националните спортски федерации. Националните спортски федерации имаат обврска до 15 јули до Агенцијата за млади и спорт да достават ранг листа на најуспешни млади спортисти до 20 години како можни кандидати за доделување на стипендијата. Правата кои произлегуваат од категоријата спортист Спортска надеж се користат една година во која се исплаќаат 10 месечни парични надоместоци во висина од 20% од просечната плата исплатена во Македонија. Ми преостанува уште да ви посакам пријатна вечер со нашата програма во продолжение. Повеќе информации ќе ви понудиме на веб порталот kanalplus.mk. За тоа какво време не очекува за викендот, проследете од метеото кое е следно.